Благодарам за интересната најава председателе на комисијата и благодарам за честа да бидам на овој подиум денес. И благодарам на сите вас што присуствувавте што дојдовте на оваа прва трибина, резултати кои што прават разлика. Како што имав прилика и вчера на пресод во централата на СДСМ да информирам дека имаме 18 партиски комисии кои што се зајакнати со 200 наши врвни експерти, познавачи на областа од која што доаѓаат и секако дека од нив очекуваме уште многу нови успешни резултати. Дел од нив се присутни овдека во салата, дел од нив заради одредени своји обврски не се, меѓутоа јас ќе имам честа да ги презентирам сите председатели на комисии кои што во иднина ќе треба да бидат дел, да бидат носители на оваа наша активност, на овие наши трибини, низ целата држава, на сите теми, со цел да ги промовираме нашите резултати, а тоа е, бидете сигурни дека навистина ги има многу. Тука, денес како прв председател на комисијата, би сакала да го поздравам подпредседателот на СДСМ, Фатмир Битики, како председател исто така на Комисијата за финансии и економија. Му благодарам што го прифати овој предизвик да го води овој ресор. За домакинот веќе знаете, Комисија за енергетика, председател Митко Андреевски. Комисијата за транспорт и врски е предводена од Митко Трајчулевски. Комисијата за култура од Владимир Лазовски. Комисијата за животна средина и просторно планирање Пеце Мирчевски. Комисијата за локална самоуправа, една дама, поранешна градоначалничка на Крушево, Левкија Гажовска. Комисијата за европски и надворешни прашања, другарот Филип Тосевски. Комисијата за еднакви можности, нашиот другар Теодор Богоевски. Благодарам на предизвикот. Комисијата за одбрана и Комисијата за внатрешни работи ги водат две дами, за одбрана Весна Поповска, а за внатрешни работи Магдалена Несторовска. Комисијата за туризам и угостителство Роберт Блажевски. Комисијата за земјоделство, шумарство и водостопанство и Трајан Димковски начело на неа. Комисијата за администрација Елена Живковска Манчева, која што е отсутна. Комисијата за образование Марина Андева. Комисијата за спорт, познатиот спортски работник со особени резултати позади себе Панче Панта Милевски. Новата Комисија за дигитализација и нови технологии предводена од Благој Китев. Владимир Рендевски ја предводи Комисијата за здравство. Комисијата за труд и социјална политика Елена Устамитова. И на крајот Комисијата за правда предводена од госпоѓа Виолета Дума. Мислам дека го имаме испочитувано и родовиот пристап, но секако и капацитетот на секој од овие наши партиски другари кои што ќе дадат се од себе за да продолжат и понатаму со промоција на резултати, а секако и она што значи пишување на програмата за парламентарните избори 2024 година, со тоа што, како што каже и председателот Ковачевски, му благодарам пред се и на него за целата поддршка која што ја дава на комисиите, дека СДСМ покрај активноста рамо до рамо и преку овие граѓански трибини секој пат е во дослуг со граѓаните, со нивните проблеми, со нивните сугестии, со нивните најдобронамерни критики.
Изминатите години во кои ја предводиме власта во државата, навистина направивме резултати во сите полиња. Тоа се резултати кои што ја покажуваат основната разлика меѓу нашиот пристап и однос на граѓаните и државата наспроти она што значи пристап на нашите политички противници. Парите во време на ВМРО ДПМН завршуваа во стиропор, жални врби и така натаму. Сега парите завршуваат кај граѓаните. Оние успешни резултати, бројки и статистики веќе ги напомена и претседателот Ковачевски, затоа не би сакала да се повторувам. Но основната разлика е таа и граѓаните дека секако ја препознаваат.